Еве само уште еднашка на кратко за лажните учители. Имаме две основни гранки. Едната е несвесно дојдени се до некаде со умот, нели, интелектуално, зборуваат стихови, научиле некакви постапки телесни, обредни, лепи вино или било што, и тоа функционира до тука, а немаат сила да се променат, ниту знаат дека треба да се промениш, да се оставиш себе си и духот да зборува од тебе. Затоа е почетната категорија сведоштво, да кажеш се, да не се срамиш. Другата категорија се што свесно веќе работат за сатаната и се преоблекуваат во ангел на светлината. Имаме и трети, обредни христијани, се држат до традицијата, како израелците и македонците, си тераат канони, они си прават некои обреди од најраната форма на историјата. Целата суштина е да му дозволиш на духот да те промени, тој да зборува. Не можеш со човечки сатански ум да го толкуваш Светото писмо и немаш сила, преполн си со знаења, обреди, канони, постапки, немаш сила, мораш да се оставиш тој да те води. За некого ова несватливо и ретко кој го разбира. Мораш да му дозволиш духот да зборува, не ти. Тука е разликата дали си христијанин или не си.